Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер, во уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Ивица, прво им должиме од вчера еден апдейт на слушателите, само кратко, нема да критикуваме. Вчера оваа емисија го поздрави Борислав Крмов во намерата да заврши факултет. Дури му ветивме ваучер летување во Грција, доколку кога ќе го направи тоа, да ни испрати мејл, но после изгледа информацијата која тој ја сподели дека има само уште 4 испити до дипломирање не е баш точна. Професорката Снежана Филиповска вчера напиша на Фейсбук како се лаже. 4 испити имал до крај, а само кај мене 3 и во втора и во трета година. Плюс дипломска, многу тажно. Неколку пати му пратив мејл на адресата што е во досието, дали ќе дојде на испит и нема никаков одговор. И преку координаторот прашува в кој е тој студент што никој не го знае и не го видел. Океј, да не се 4 и да се 40, ние се уште стоиме на понудата и го охрабруваме Крмов да заврши факултет. Утринава мора да ти кажам дека неговата експертиза ке ни чинеше за историја на уметност, затоа што мораме... Ако имаше завршено факултет, ако ја имаше, да. Мораме да го поддржиме да го поддржиме целосно грчкиот премиер Кириакос Мицотакис. Па ти можеш да го поддржиш. Еве да си објаснам како ќе поддржам, добро? Да. Значи, како што Елгиновите столбови местото им е во Атина, во музеот на Акропол, така и на Македонија името е Македонија. Значи, неправдата кога ја прави помоќен боли, многу боли, ние поддржуваме Грција да си ги земе столбовите, исто како што името наше си е Република Македонија. Види, местото на тие столбови име во Лондон. Дури мислам дека и тие остатокот што се треба да се однесат во Лондон, затоа што тие столбови не се дел од грчката историја, тие столбови се дел од светската историја, од светската цивилизација. Украдени се на лош начин. И во Лондон многу подобро би ги чувале, затоа што во Грција, знаете, не се баш способни вични за тие работи. Направен еден прекрасен музеј во 2000 година. Музејот на Лондон е еден од најубавите. Свет ви препорачувам сите кои не сте биле да го видите. Сум били во музеот во Лондон, меѓутоа музеот во Акропол е поубав. Далеко поубав. И таму има место каде што се проектирани веќе столбовите. Таму им тоа е твое лично. Неправда си, неправда која што боли со реалноста. Значи, на британската империја местото е во историјата, а на Елгиновите столбови местото им е во Атина. Не знам. Така е. Значи, ја мислам дека шансите да се вратат тие столбови се еднакви на шансите нашата земја да си го врати името. Фала ти Лјупчо што кажува, затоа што во моментот тоа се минимални шанси. Не, во моментот британскиот музеј има подпишано договор со музеот на Акропол. Ама за позајмица. Да ги која што ќе стане перманентна. Така што фала ти вака за паралелата, многу брзо ќе биде едното и другото. Одлично. Мислам дека второто нема никогаш да биде. Особено вчера кога му откажаат средба на Мицотакис, така сум се израдувал кога видов како вака еден хегемон може да те понижи, особено за некој како Грција кој ние нит стубови им бараме, нит земји им бараме, им го бараме само името си и ќе си го добиеме. Наш гост на утро професорката Иванка Василевска. Професорке, вие сте историчар, со стубови некако влетавме ние агресивно ово утро, ќе ни простите во наш стил, но мора да не се согласиме. Добро утро и до вас двајцата и до нашите гледачи и слушатели. Секогаш ми е пријатно кога имам можност да гостувам кај вас. Имате убава атмосфера и за разлика од многу места, вклучително и моето работно место, Македонското собрание, осеќам дека тука можеме слободно да говориме без предрасуди и без цензура. Историјата е мајка на сите науки, на сите знаења. Секој еден интелектуалец, секој еден образован, современ човек треба да си ја познава и сопствената, но и може само микрофонот малку поблиску. Во ред. И прашањата кои што вие ги загатнувате вака и интересно се, навистина се интересни за размислување, ценам дека се прашања кои што има право јавноста да ги дебатира, да ги контемплира, но она што е клучно е дека ние треба да знаеме дека историјата исто така и судбината на многу држави и многу нации, како и пред се многу народи, се базира на географијата. Нашата
балканска историја е таква и нашата геополитичка поставеност е таква. Тоа повеќе пати сум го кажала и претходно, е постулирана на принципот прво се создаваат држави, па потоа се градеа нации, тоест, сакам да кажам, вештачки се создава национални конструкти кои што потоа, нели, во зависност од менторите, во зависност од проекциите, добива и имиња, добива и презимиња, добива и пас да можат да се развиваат понатаму, но секако како еден помошен европски терен на геополитичките игри, никогаш централен, и гледаме дека и повторно во историјата и во актуелниот период, посебно и регионот на Западен Балкан, но би рекла и целиот Балкански полуостров, се соочува со истите парадигми од пред 2 века. Да, интересно е тоа, ние си живееме во едно друго време. Малку по-романтично време, дури така и технолошки веќе почнуваме да живееме во некое друго време, очигледно со остатокот од Европа и од светот, особено ние. Културолошката матрица... Ја мислам дека така било, можеби пред 30. Гледам 5G, знаеш како ми фати од Сабајле? Да, има дискрепанци во тој дел, но морам да ви кажам, културолошката матрица и начинот на кој што се поставени работите во реалноста е, за жал, шизматска, и таа уште не е, тоа не е завршен процес од, нели, поделбата на Римската империја на источна и на западна, и потоа, нели, со ориентот, со отоманското наследство, денеска гледаме дека оние кои што бевме во сферата на отоманите, кои дефинитивно се уште не третираат како позаостанати од останатите, секако тука искочок е Грција, која што е првото чедо на 5 големи сили во 19 век, така што мислам, не треба да не зачудува третманот, но и привилегиите кои што ги имаат како нација, бидејќи тие си имаат други компоненти кои што се малце покомплексни, би рекла. Па добро, сега кралот на Британија е пола грк, условно кажано, затоа што неговиот татко, уствари не е Филип Грк. Филип е од династијата која од Европа е наметната во Грција. Филип е германец. Сите се германци во суштина, и рускиот престол, грчкиот престол, сите се само србите си се нивни. Да, тие се посебно. Мада и се спомеша од кој ти до црногорците не ги заборави. Малку им доби исто по-ројален така европски карактер. Црногорците се мешаат највеќе со рускиот двор, така што измешана е крв. Али они се автохтони, од Негуши се, од едно убаво место. Од таму доаѓа онаа пршутата. Од каде? Негуши бе, од кој што се Негуши. Не сум знаел тоа. Има еден вид, знаеш ли што е разлика меѓу Негушка пршута, далматинска пршута и крањинска пршута? Што? 200 километри. Од прилike. Добро, крајинска е малце погоре, поише од 200 километри. Од воздушна линија толку е. Не бе, од Негош до крај. Измери, воздушна линија толку. 2000 километри е цела обала на Хрватска. Тоа заради планините и ваквото, иначе тука се. Професорке, како вие бевте во каде бевте негде во Европа? Бев во Франција, во Франција, да. Во Европа, да. Бевте во Страсбург, таму имавте едно соочување со Ангел Џамбавски. Читавме нешто, гледавме нешто, може ли да ни разјасните што се случуваше таму, што толку ние му сгрешивме на господинот Ангел и како му вративте? Добро, како дел од делегацијата на Мешовитиот парламентарен комитет за соработка помеѓу парламент, Македонското собрание и Европскиот парламент, и оваа година бевме нели во Страсбур на редовната сесија на овој Мешовит парламентарен комитет заседава 2 пати годишно, еднашка во Македонија, еднашка горе во Страсбур. И на редовната сесија на 22-тиот состанок имавме нели наша агенда со излагање на важни теми кои што се поврзани со развојот на Македонија. Тука мислам на владење на правото, борба против корупција, диалогот Жан Моне, невладините организации, медиумите, животната средина и така натаму. И на таа сесија очигледно ова не е, само морам да ви кажам, ова е продолжеток на сесијата која што беше во мај годинава во Македонското собрание, каде што не дојде
Џамбаски, но дојде неговиот колега Јорданов и не беше баш, да кажам, пријатна таа средба исто, бидејќи во меѓусебната комуникација тие се во ред, но со јавните декларации, со она што го пропагираат во Европскиот парламент, покажуваат еден изразен шовинизам и Што промовираат? па видете, многу е бајата таа тема од една страна, бидејќи станува збор за прашања кои што се дури и пред Берлинскиот конгрес 878. Кога сите, дури и Бугарија и Македонија бевме нели дел од отоманскиот империјален нели поредок. Секој кој што малку знае историја, ќе ви каже дека по Берлинскиот конгрес македонското прашање се издвојува од турското прашање и македонското прашање се почнува да се пушта една сосема поинаква линија која што не е докрај дефинирана, бидејќи не постои ни држава, не постои народ, но нели има многу други соображенија кои што влијаат на неговиот развој. Вистината е дека фрустрацијата на сите оние македонци или оние со потекло од Македонија, кои што се дел и ја зградеа бугарската нација, имаат насушна потреба во овој нов историски циклус прво да направат една историска корекција на она што два пати го изгубија и за време, тоест три пати, и за време на Балканските војни, и за време на Првата светска војна, и за време на Втората светска војна. Сега им се гледа погодно да го искористат тој моментум. И вториот момент е една длабока историска неправда према, да речам, своји братучеди, кои останале овдека и соделе македонска нација. И правото на самоопределување не го измисливме ние македонците, го измисли, значи светот функционира така од 919 Вижте, сега што кажувате е шокантно дури и за овие овде луѓето, затоа што вие велите дека нивните братучеди ја граделе бугарската нација. Ама дека тоа е факт. Тоа малку факт. може во Македонија луѓето кои гледаат дека таму нели не учат едно 50-70 години, дека таму живеат вампири, дека таа земја нас не мрази, дека не е така. Малку е Морам да кажам, различно. јас не се согласувам со тоа. Јас сум работела и магистериум и Каде ти докторат. училе дека се вампири? Кај ти училе дека се вампири? На Македонска радио и телевизија било кој филм направен до 90-те изгледа како се третираат Видете, јас бугари. имам Не е многу точно. колеги во Бугарија, имам и фамилија таму и друг пат сум говорела за тоа. Навистина не е така. Значи тие луѓе се исто како и сите ние, значи си имаат свој живот и своји цели, своји потреби. За жал, кога коментираме за соседна Бугарија, коментираме за политиката на Бугарија и за променитиот однос кон нас, особено по Преспанскиот договор. Мислам дека земаа сила по подпишувањето на Преспанскиот договор и видоа, затоа реков и претходно, видоа шанса, еве сега е моментумот да завршиме некои работи што претходно ни останаа како дразба, како фрустрација и не ги завршивме историски, што го сметам за комплетно неевропски и комплетно несоодветно за времето во кое што живееме и предизвиците со кои што се соочуваме во овој век. Така, Ивица? Ајде да се вратиме на темата што ја предизвика реакцијата на Џамбаски. Немаше Ивица, немаше причина, ние бевме присутни и тој дојде и го покажа својот, како да кажам, Тоа што примитивизам. во јуни има европски избори во Бугарија, треба да Ето така, баш така. треба да го гледаат во Бугарија дека нешто дека Јас глуми вчера глупи на друга август. Добро. телевизија кажав, значи исто како Дуи што го користи нели национализмот Сега ми е и јасно, риториката за да го држи компактното, да го држи компактен нивниот електорат. Не, така сега ми е тие јасно. се обидуваат да направат од црното бело и обратно, иако морам да кажам и во нашите официјални соочувања сите ние кои што бевме од делегацијата од Македонското собрание, но и европарламентарците кои што би ја истакнала нели не само господинот нели Бутенкофер кој што сериозно го нападна и баш онака побара да биде одстранет господинот Џамбаски бидејќи ја претара во еден момент. Мислам својата риторика излезе од било која рамка која што би била прифатлива. Исто така и словеничката европратеничка Ирена Јовева, која што е со македонско потекло, имаше два исклучително силни настапи на мешовитиот парламентарен комитет, каде во првиот дел кажа за своето потекло
и кажа многу отворено, рече јас сум по мајка македонка, по татко сум бугарка. И му се сврти на џамбаски и му рече, татко ми е бугарин и живее во Македонија. И нема никаква забелешка во однос на третманот на бугарите во Македонија. Тоа го речеме. Исклучително, знаете колку Значи вампири немало по образовниот систем. Луѓето се Добро сега, него време заминале. Дури кажа дека збореше на македонски, Демократизација инсистираше има. да говори на македонски, тој се обиде да ја и не завнесе, дали еве уште една бугарка во нашиот корпус, да рече не, јас сум словенка до македонско потекло. Така се декларирам и така се чувствувам, што комплетно личи на едно европско поведение. Ирена инаку пред да се занимава со ова, Ирена беше една од најпознатите новинарки во Словенија, беше уредничка во Pop TV, политички уредник, ако не се лажам, и во словенечкото општество долги години, иако е прилично млада, нели, родена 89-та во крај, долги години во словенечкото општество е етаблирана, значи и како новинар, прво беше во STA, па 24, на крај кулминираше во Pop TV. Pop TV е во Словенија најгледаната комерцијална телевизија во земјата. Ја напушти новинарската кариера, повеќе има, како да кажам, леви ставови, своевремено ја поддржи шарената револуција во Македонија. Добро да го рече. Значи не, сега фактографски говориме за личноста, не ја деградирам, пошто ја поддржала, нели, шарената револуција. Боже мој. Боже мој, секој има право на грешка. Тоа беше Боже мој, секој има право на грешка. Суштински беше. Македонците, словенците од македонско потекло секогаш по право, па дури и кога грешат. така. Дури и кога Извини, грешат. вака се утро, треба и да Само едно разположам добро публиката. сиже Точно. и таа е едно од во Македонија има прилично многу и во бизнис секторот, и во медиумите, и во политиката. Во моментот министерка за дигитализација на Кога сме веќе кај Македонија, кога сме веќе кај метапењето, морам да те прашам, вака еве имам од гледачи прашање, вика вчера на Заспи, ако можеш денеска на утринско еспресо, да не ина во трка за председател на републиката. Да слушнеме ексклузива, може би. ја би рекол why not? Да. Жена председател, зашо да не? Убави се тие, нели, како да кажам, проекции, но јас морам да ви кажам, еден период, долги години бев многу често присутна во медиумите и во даден момент, посебно, нели, како пратеничка, почувствував потреба дека треба малку повторно да акумулирам и енергија и сознанија и она што е важно да можам да го артикулирам со јавноста, како би можела не само да ги испорачам моите политички ставови, туку и да дадам придонес кој нема да не носи во минус, туку ќе дадам Професор, некоја ке вие предавате позитива. се уште? Да, активно предавам. Имам, нели, законот за високо образование ми ја дава таа можност да можам да држам настави, да држам испити секако про боно, значи без плата, што јас со задоволство го правам, бидејќи тоа е она што најмногу ми прилега и многу си ја сакам работата. За жал, тоа е една посебна тема за која што мислам дека треба цели серијали да се одвојат, да се зборува за истото. Зашо? Во Република Македонија имаме дефицит на квалитет, значи еден поголем број на универзитети кои што изникнуваат како печурки, продуцираат дипломи без знаење. Имам неопходна потреба да се направи нешто во врска со навистина подигнувањето на квалитетот на високото образование, а тоа е еден систем па на сврзани садови кои што почнува од предшколска па понатаму, нели, во основно и во средно образование. И сето тоа, позади сето тоа, има еден голем проблем, пак би сакала, ако ми дозволите уште една реченица. Вие не сте дел од непотизмот на правен факултет и на Универзитетот Кирил и Методи, така што може слободно да зборувам. Да. Или може би имате некој од вашите? Јас, моите двајца родители беа професори на универзитетот, но на медицина и на стоматологија. Аха, значи не на овој Да, јас овој сум од кампус. професорска докторска фамилија. Цената мојот татко, покоен веќе професорот Бранко Василевски, беше, би рекла, светски признат максилофацијален хирург. Мојата мајка епидемиолог статистичар.
Значи, јас сум порастена во една таква средина, Во но докторска средина. многу сакав да се изразам себе Како си. не станавте и вие, значи ја во ова утро седам со двајца од докторски фамилии што не станале доктори. Вие сте веројатно единствени. Не, јас морам да ти кажам. Не, ама еве ќе се кажам, јас се подготвував приемен испитен круг на пријатели, меѓутоа не дека Не не бил ме ли влечеш. се ти добар? Ама не ме влечеш. Не ме Исто и влечеш. мене. Значи, не ме влечеше. Сега ги имав и оценките, ги имав и подготовката една друга, ама некако не ме влече. Да. Имаш и врски кои да те запише меѓу. Немав тоа. Да. Сега, немав тоа, ама имав еве некоја семена историја со мајка ми. Ама, уствари, што сум, некако, мислев дека... Би бил добар психијатар ти. Зашто, бе? Еве, вчера дури пишале таму коментари, вика на Ивица треба да му дадат, вика, Нобелова награда што го трпи овој Златев секој сабајле. Значи, Сега комплименти сакаш да брај. Дури Морам да ви кажам, да, Да, комплименти лош сакаш да- впечаток како и за се во македонското општество го направи нели грубиот непотизам и бескрупулозното форсирање и тоа се направи. Тоа е еден стар проблем уште во времето на социјализмот, кој што си се развиваше, но морам да ви кажам за себе, јас сум најстара од трите деца на моите родители. Сите тројца имавме право да бираме и да одбереме што сакаме да учиме. Важно беше да учиме и да се трудиме да станеме подобри луѓе, а јас и се омажив нели во текот на моите студии, така што презимето ми беше долги години друго, па и не ни знаеа луѓето. имавте дури вие сте пример, професорке, без да ви ласкам, за тоа дека и семејство може да се изгради, и академска кариера, успешна академска кариера. Во исто време, јас ве познавам, вие не бевте асистент, па станавте доцент додека студирам. Јас сега сте вонреден професор. Редовно. Сега сте редовен професор. Па е, на вистина ми е драго кога гледам некој човек како расте во целиот тој систем, но за жал тој систем има сериозни забелешки за него. И сега тука е трагедијата во однос на универзитетот. Ние не успеавме да изградиме институција која ќе биде стожерна, институција која ќе биде важна. Не знам, Белградскиот универзитет е многу понапред на сите листи. Софискиот универзитет, Загребскиот универзитет. Сите околу нас, така е. Дури се соочуваме со еден срам за нас. Нишкиот универзитет, универзитетот во Крагуевац. Значи зборуваме за Нише колку битола голем град. Не е ни десетина од Скопје. Да, ма Колку кадри може Ниш да продуцира, знаете што е колку кадри проблемот? може Скопје да Затоа е продуцира. мојата Македонија, извинете. Да. Не може Нишкиот универзитет да биде пред Скопскиот. Може работат. А е. Па и Штипскиот универзитет кај нас сега во моментов покажува подобри резултати од УКИМ, за жал. Да, полека се За приближува жал, да го велам, зашто надмине. јас сум нели чедо Од на УКИМ, УКИМ. да, сигурно си знамет. И Да. мене ме боли, нели? Не тежок полека, него камен од- побрзо, тие си се, мислам, има тамо и во делот на природните науки посебно, и во делот на општествените науки сериозна. Аплицираат, работат, соработуваат. Знаете што е проблемот? Пак и Само за што се Љупчо ова. има една теза, морам да ја поддржам таа негова теза. Те вели дека премлада институцијата за да ги нагризе непотизмот. Децата треба да им Да, пораснат. треба да, и тоа е. И управо е. И Сега, тоа е. ајде ќе ги видиме, сега која ќе... Да. Знаете како? Например, во англиското општество или во некој западноевропските општества, или па и во американското општество. Не е воопшто проблем ако децата ги наследат дури истите професии на своите родители и станат релевантни, но мора да се докаже. И треба да се докажат е- повеќе Да. од оние кои не им се... Тука И не не е па лошо, квалифицирањето да. кај нас е потребно. Значи, едно е сега од денешен аспект да ви кажам за себе си или да ме процените мене како личност. Друго е да ви кажам како беше пред 20 и кусур години. Значи, не е ист патот. Например, ние имавме една сериозна школа која што го добивме на факултет и вие ти ќе се сетиш на тоа време. Ти беше меѓу првите кој што почна да развива и настава и да помага и да работи во образовен процес на факултетот. Значи, имавме третман на буквално калфи. Значи, не на третираа како еднакви меѓу себе,
дури беше чест и големо достигнување кој ви дозвола да седнете во клубот на наставници, кафе да пиете, тоа после години така натам. Денеска тоа не го разбират. Има причина тоа, пак ќе ви кажам. Партизација. Убаво е луѓето да се борат за плурализам, да се членуваат во партии, да остваруваат свои идеолошки и програмски, визии. Но погрешно е ако во секоја спора во општеството внесете партија. Така. И тоа го користите како начин за да успеете. Затоа ќе се вратам, јас ќе си дозволам да наметнам една тема како пример. Јас немам ништо против Венко Филипче и неговата стручност, но имам сериозен проблем кога некој му дозволува на Венко Филипче во време на ВМРО да биде голем, велик експерт, а во време на СДСМ голем кадровик, министер и недоприлив. Тоа е проблемот. Значи, и таквиот пристап, таквото си леđиство би кажала, ги меша многу лончињата. Помнавте дека вашите родители, дека вашиот татко од клиниката за максиофацијални хирургија, татко ми имаше здравствени проблеми таму, и кроз тие здравствени проблеми, без да фатам никакви верски, со никого го запознав, да речеме, професорот Владо Поповски. Така. Кој во овој момент е еден од најголемите експерти на европско ниво, токму за ученик на мојот татко, да. За хирургијата. И сега ќе кажам што му се случи него. Човекот прво го обесправија затоа што беше заменик министер едно време. Беше заменик министер кратко и после дојдоа дивите ги избрка питомите кога дојде Никола Тодоров, едноставно човекот веќе не можеше да го најде своето место во тоа друштво, да му објаснува како да работи некој кој не ни знае што е, здравство и што е болница. Потоа го влеча неправедно по судови со години, со одземени пасоши, со се и се што, за оној, се сеќавате оној случај за малата Тамара, затоа што бил во некаква комисија господинот Поповски. На крај се испостави дека е невин, па го ослободија, но во меѓувреме 8 години го влечеа по судови. Не беше единствен, за жал. Не беше единствен, заедно со тие најголеми експерти. Но затоа Венко ја спасија Софијанова, каде радо виден. И на крај излезе дека професорот не само што не сгрешил, туку тотално правилна диагноза дале и дале препорака каде да се лекува, а тоа што не отишло девојчето да се лекува било вина на мајката, и дека дури дека прости Бога, но и причина за смртта не е тоа зашто било на комисија, туку нешто сосем друго. Тоа беше употребен политички случај. Сега, најголемиот експерт во Македонија не му дозволија да го продолжи своето предавање на медицинскиот факултет и не му дозволија да продолжи да работи, иако е во една витална форма, да го видите вака како изгледа, затоа што има повеќе од 64 години, но изгледа, не знам како да кажам, во најдобрите години од животот. Вика, јас во моментов сум викан најискусен што може да бидам, вика, и тоа знаење не треба да се изгуби. Во најголема животна форма, веќе не предава, веќе не оперира во државна клиника. Па сега мислам дека по Европа, во Австралија, во Шпанија, во Барселона им предава на студентите како да бидат максиофацијални хирурзи, а го имаме овде. И ова е се што треба да знаете за македонското образование. Во тој контекст сакам и за друго да прашам, токму во истиот овој случај, од нашите генерации, за жал на склотна странот беше истакната една од најдобрите професионалци и бюрократи која што имала Македонија, директорката на фондот Маја Парнарџиева. Мислам дека таа имаше сега настап пред комисијата за онкологија, од она што го слушам, настапот били повеќе од впечатлив. Значи, исклучително професионална. Мислам, Маја Парнарџиева, јас знам од медиумите, но она што го говореше и како пристапи и како ги образложи сите аспекти поврзани со можниот скандал, сите можни нуспојави кои што произлегуваат од сето ова, остави простор. Јас дури ја прашав, реков, дали вие доколку бевте во оваа позиција, сега со овој скандал, дали ќе си даевте оставка, и таа рече, знаете, многу ме погоди ова што ме прашавте, јас
Знаете, дека си дадов оставка, иако нели немаше вина, ама тоа е дел од политичка одговорност. Јасно. И тој Рбет многу зборува за една личност. И затоа Маја Парнаџиева има чист образ. Точно. И тоа е најважното. Ама не видам, знаете, професорке, јас тоа ви го разбирам ова сега вие што викате, од морален аспект има чисто образ и Многу се е е така, важно и тоа. се е така, но а што лошо им се случи на овие без чист образ? Тоа е моментот. Знаеш, дури тие се попризнаени, сега вака ќе бидам сурово искрен. Еден сатрап како Венко Филипче, каде што видовме во случајот онкологија, каде е mother of all evils, што би рекле, нели во Америка. Денес кој ќе влезе во ресторан Венко Филипче предизвикува многу поголем восхит, а Маја Парнаџиева никој нема да ја препознае. Па, Тоа е примерот, тоа е рол моделот за успешен македонец. затоа што насилството и злоупотребите стана императив за успех. Како и кај сите примитивци, така и кај во нашето општество примитивизмот во однесувањето, не велам дека Венко Филипче е примитивец, далеко од тоа. Но, знаете, пак ќе ви кажам една паралела. Ако биде радо виде, како велат србите, радо виден гост у време на ВМРО, голем експерт, голем ваков, директор, таков, советник, во време на СДСМ, министер, недопирлив, потоа нели сива еминенција во Социјалдемократскиот сојуз. Во ред. Но не може некој да ми каже дека тоа не е една шема каде што одредена олигархија си ги поставува своите пулени на секаде во сите политички субјекти и некои имаат секогаш лиценца да убиваат, она нели license to kill, метафорички кажано, а некои луѓе едноставно зависат од, да речем, судбината. Би сакала тука во овој момент да ви кажам една друга иницијатива која за жал пропадна, бидејќи имаме една генерација на професори и на ликови кои што јас сега не би сакала да ги именувам, но сите ги препознаваме и во одборот за акредитација во високо образование и во Македонската академија за науки и уметности, кои што мислам дека живеат со мотото после мене потоп, и ќе го видите тоа преку давањето на дозвола за отварање на правни факултети, значи на 800.000 активни жители на цела територија на Република Македонија, скоро 1,5 милиони, ако толку горе-доле, колку сме во според попис и така натаму. Сега не ме држете за секоја бројка детално, но ете, да речам, не сме по глава на жител, нема издржана потреба за отварање на толку многу правни факултети. И ќе видите зашто зборувам за мојата фела. Толку многу правни факултети, а толку малку право. Да, значи еве. Ма знаете зашто? Затоа што тоа се недозволиви моменти. Втор момент, се согласувам и мислам дека навистина академските работници имаат право, како секаде во светот, не да зависат од волјата на некој декан или директор, туку треба да работат минимум до 70-та година од животот ако имаат здравје и волја. А зошто не и до крајот на животот ако се Не, ама професорите, способни. знаете зашто има толку многу правни факултети? Поради тоа што ние не знаеме што е, сега не сакам фелата да ви ја Не, да ви ја ако навредам. таа критика е Но конструктивна, затоа што ние како народ, за жал се уште не знаеме да го живееме капитализмот. Која е логиката кога некој се запишува на државен или приватен правен факултет, било каков, било кој од сите тие печурки што ги имаме овде? Он вика вака: најголем дел од огласите за вработување во администрација вели правник. да. Значи, пат до сигурно вработување во државна администрација, каде што нема да работите многу често нема да работите воопшто, многу често вашата работа ќе се базира на одење и куцање од сабајле, па после ќе си ги вртите кафичите, а може да имате и приватен бизнис, така на страна, така се доживува во Македонија private enterprise. Јас сум джандар, имам плюс перална. Јас сум вработен во како се вика, во државна администрација и плюс имам кафана. Во Македонија тоа е на приватното стопанство, нели, одзивот на луѓето. Најсигурно име да се вработат во администрација, правен факултет е најбарана референца за таа работа, после него мислам дека економски, ама економски па е малку потежок, таму има и математика,
треба да полагат и така натаму, најлесно им се гледа да се запишат на правен факултет. Најстрашно е тоа што ги купуваат тие дипломи на приватните универзитети и тоа е јавна тајна. Често пати со луѓе што ги познавам кои ќе ми кажат за дека Професор, дека тој кај да бидам студира... искрен, колку генерации на вашиот факултет, направен факултет, завршија факултет само со кликање во електронскиот систем на Тоа Драги беше Рашковски? исто, да, тоа беше... Ама не, ај сега да бидем искрен. Така беше, тоа беше... Кога ќе соберете беше храброст сите тие дипломи да ги поништите? Затоа што, извинете вака, затоа што не може да биде правник некој адвокат да ме бради у суд, некој што со кликање во системот на Драги Рашковски, јас сум студирал во тоа време во кој имаше корупција во тој Да, систем, да, одговорно тврдам, Драги го- и завршил такав факултет. злоупотреби После тоа. во наше време воведоа Само и што тоа никогаш не се колоквиуми процесираш. и Така. испити. Во наше време се Но, воведени, верувајте. но пред нас имаш 5, 6, 7 генерации само со кликање што Јас завршил факултет. најодговорно ви И тврдам. сите молчиме за ова во Не, државата. не, изборевме ја, и јавно сме збореле, само што никој не ќе да слуша. Например, во времето на претходната влада на ВМРО. Имаше една голема акција каде што се ловеше корупцијата во високо образование. И точно во предистражна постапка беше откриено, затоа што тоа не се сите професори корумпирани, обично се 1, 2 до 3 максимум. За жал, тогашната власт одлучи да се договори со тие кои што врша корупција и работата се заташка. Тука е проблемот. Ние немаме, јас често пати тоа го зборувам, немаме проблем со имплементирање на закони. Ние имаме добра законска легислатива. Ние имаме проблем со нивната примена. Оти, кај нас се уште може да постои сива зона каде што ќе ве потсетам само малку, ќе се насмееме. Прчковски и доста Димовска стануваат најдобри пријатели, кај што имате Ова се тие некои бизарни, како да ги наречеме? Стварно бизарно. Стварно, мислам, нонсенс. Само професор. Тука се штитат други интереси кои што се далеку Околу од... ова со кликање ги имам дома тестовите. Тестовите, драги, ги имаше дадено да се купуваат клучовите за тестовите, значи ти можеш буквално да ги научиш на памет тие 15-20 прашања од материјал 600 страни ќе ти се паднат. Ги имаше дадено во една копирница и можеше да си ги купиш. Мата беше скапа, не беше као да копираш негде. Негде чине околу 2,5 денари по предмет да ги купиш тие клучови за тестовите и после идеш и полагаш со кликање факултет и на крај завршуваш правен факултет така. Морам да ви кажам, и таа идеја имаше добра почетна цел, бидејќи тоа е периодот кога веќе бев На демонстратор. дигитализацијата, да. Како Не. Македонија ја разбира дигитализацијата? Така. Само Точно, види, друга само Лјупчо, целта ќе морам ќе морам само да спомнам дека низ овие адвокатските партнерства, големиве куќи што сега во Македонија се раѓа на млади адвокати. Точно. Фантастичен. Кој што си ја гради кариерата, ги следи пресудите од Страсбур, учествува во многу значи во моментов млада девојка и млад дечко што сака да биде адвокат во Македонија, има врвица што е иста како што е во Западна Европа. Затоа што после 30 години демократија и капитализам веќе изумре. Не изумре скроз, ама скоро е изумре, но е слој на адвокат кој што е мрежен, знае судија, винители, телефони, не знам што, не знам како. Тоа се најдобрите адвокати. Не, умре тоа. Во моментов се раѓа еден фантастичен слој на адвокатски партнерства, каде што стручно растат и фантастични се луѓето што Овие тоа твои излагања, Ивица, ќе ги давам, ќе ставам посебна рубрика, ќе се викаат розевите очила на Ивица. Не е така. Не, не се случува. Не е Има, точно. има. Ама не е точно. Има, Сега, има. значи, не ја следиш, Искам не да ги Ивица. не ги следиш, ама не ги следиш. Значи, Не ги не следиш. нешто Не ги следиш. Еве, знае Кој е најдобри? Иванка. Кои се најдобри адвокати во Македонија во судскиот систем? Да, имаме добри адвокати. како Не немаме само во фантастични кривича- имаме. Оставете ги кривичариве и ова што се случи со значи, како да кажам, со злоставувањето на фелата во однос на, нели, посебно во овие кривични прогони и создавањето на една затворена каста на адвокати кои наплаќаат по 2 плати просечни од Македонија од едно судење и така натаму. Тоа е исто така една голема неправда во времето на претходното владење на ВМРО кое што беше направена и кое што добро им користеше на овие кога дојдоа 2017 година. Тоа е посебна исто тема, серијал тема за зборување, но јас лично морам да кажам, имаме многу студенти кои што работат и во овие адвокатски друштва кои што се занимаваат и со меѓународни спорови, како што кажа Ивица,
студенти кои што работат само на проблематика деловно право, значи, На арбитражи и така натаму. арбитражите, Значи се создава еден слој кој што е исклучително спремни, сериозен, да. млади луѓе. И така треба и тоа треба да се поддржи, мислам. Точно. Во вториот дел ќе одиме повеќе со дневна политика, кога сме кај образованието, на ивица да му лиснеме вода, има докторска конференција, мора да оди сега. Во Меѓутоа, за Џамбаски, мојата омилена тема е многу малце зборувавме тоа. Треба пак да се викнеме Иванка за шо бе, за Џамбаски или за збор? Абе, мене се омилени такви ликови, знаеш, онака, грејате кога гледаш дека се. некој залутал во политиката, кога гледаш дека не му е место, а се труди пустиот. Овако. Што друго ќе понудат? Што друго ќе понудат себе си да се препознаат? Пак ќе кажам, во 19 век би личало да се дискутира на темите за демос и етос. Не би сакала да се повторувам за работи што сум ги кажала јавно, но на вистина да земете и да правите етос во среден век не е само врвна глупост, туку е тотален аналфабетизам. Се знае етосот и нели етницитетите како се развиваат и во, како што кажавме претходно, како се креираат државите, нациите Да. и така натаму. Ако земеме да го гледаме грчкото општество, ќе видиме дека таму има многу други компоненти кои што не се видливи за јавноста. Истото станува збор и за бугарското општество, соседна Албанија, Србија, кај нас, значи Балканот е едно такво подречје во кое што, пак ќе кажам, прво се создава, значи, државите, а потоа нациите. И тој обратен процес од оној кој што е примерот во Западна Европа, прави една колизија и создава, како ќе да кажам, примордијални инстинкти кај одредени концепти. Сега во однос на Џамбаски морам ова да ви го кажам, бидејќи ова е клучно и добро и слушателите да имаат нели право да направат после тоа анализа. Јас го прашав таму следното. Реков, добро, зошто 2008 година, кога пристапувавте како полноправна членка во Европска Унија, дадовте како држава стейтмент, изјава, дека немате отворени прашања со било кој од вашите соседи. Ме интересира кога бевте искрени. Тогаш или сега, бидејќи сега очигледно отворивте билатерален проблем за кој што тврдевте пред повеќе од 10 години дека го немате. Да. Тој немаше аргумент на тоа, но имаше еден, да речем, шовинистички израз со кој што сакаше да девалвира целата поента, која што е суштинска, а тоа е дека копенхашките критериуми се критериуми за влез во Европска Унија. Ако треба да дискутираме зошто Република Македонија во овој момент не е во Европска Унија, тогаш треба да го погледнеме само последниот извештај на Европската комисија за 2023 и ќе видиме дека во сите клучни подречја Македонија има нула резултат. И тоа се прашање на кои што треба да се работи. Прашањата дали ќе стои во нашите учебници дека до 44-та бевме бугари, а од 44-та се разбудивме и станавме македонци, или дали ќе биде прашањето Самуил што бил по етницитет и така, тоа се Ама не, има и дегутантни денес некои прашања. што се будат се будат од содот дека се македонци, па викаат не бугари. Меѓутоа, зашто рече фашизам Бугарија прашав Џамбаски? дали нуди психичка поддршка, пошто е стварно страшно да Каде ве понуди за тоа, кај виде фашизам Џамбаски или? Не, тој си даваше квалификации. Тој во еден момент вели, еве, јас со професорката ќе одам на една ракија и ќе се разбереме. Јас му реков, викам, прво, јас не пијам ракија, а второ, кафе бирам со кого пијам. И така, нели, значи, морам ова да испаѓа пијам дека со види, него. ова е потврда Лјупчо на од западните универзитети кога има политичка дебата меѓу студентите, кај што вика колку подолго трае дебатата, толку се зголемуваат шансите дека некој употреби некоја паралела со Хитлер. Така и тука не. Беше многу интересно. Да, Да, наметне. Во еден момент Џамбаски, ајде. мора да се случи Мора, паралела да. со Хитлер. Тој сакаше да наметне една теза. Ајде ние денес дека ние затвараме скоро и да нема бугарски емисија да не го културни спомнеме. клубови. Да. А во суштина, вистината е сосема поинаква. Ние не затвараме бугарски културни клубови. Ние, како антифашисти, декларирани антифашисти и потомци на антифашисти, сме против фаворизирање на нацисти и фашисти и колаборационисти на таквите Тај бил тоталитарни сега Ванко режими. Михајлов фашист. И како не бил се? Беше соработник, Како е имаше бил? соработка. Како не бил? Бил Сега- пријател со Анте Павелич, не бил
Кај армија ли водел, што бил? Кој го финансира? Генералниот секретар на НАТО прв бил многу по-фашист од Ванчо Михајлов. Водел, не. Ванчо Михајлов е Квинслинг. Херберт фон Браун бил 200 пати Ванчо по-фашист. Михајлов одби да формира држава. Не, фон Браун бил опортунист, а овој бил Само фашист. затоа што веќе беше многу доцна, 43-та му понудија, Фашист бил мисля, како не беше четврта. али видете, значи да не биде Он доаѓа тука да прави независна држава Македонија под Само што премногу му Хитлер. е доцна веќе Убиството тоа на и кралот така. Александар кој го финансира? Точно. Мусолини и Хитлер. Тоа знаеш и кога Епа се, убиството? ама сега Е длабока антика. како длабока 34-та. Епа колку години пред 34-та? 45-та е Епа, тоа? значи со кого бил? Да, Со ама кого бил? Е просто фашистите. Тоа не Мусолини знам дека тоа го финансира. Тогаш имал ли концлогор у 40 у 30? Веднаш, а одмар го отвараат. Не, тоа после. Веднаш го Тоа полека отвараат се во развива. Ама овие- тоа е Има само пропаганда у тој момент, не е веднаш. пропагандата е што од втора половина на 19 век. Сега, не, Чека да немој видиме, така ајде, да Дахау кога е отворен, мислам меѓу првите е Дахау, ајде да видиме кога е Дахау. Тие се работните кампови прво што ги Добро. отвараат. Ајде да видиме, Дахау вика дека 33-та. 33-та е отворен Дахау. Март 33-та. А, Што понатаму? Знаете што е Ама не, сега, не можеш да Има кажеш нешто дека друго. човекот е прво немал ниту една организирана сила Како нема? која Не, действувала на терен, Како која не? била Не, како не. Која била? ВМРО е забранета во Бугарија со договор нели кога се потпиша Балканскиот пакт 34-та и преминува во илегала. Затоа Ванчо Михајлов и супругата одат прво во Турција, но таму не им било Па во Унгарија? пријатно, нели така не се чувствувале Па во добро. Унгарија, ајде да се насмееме малку Да. сега. Па И потоа нели завршуваат во Италија. на крај во Италија. И Ванчо Михајлов до крај, јас, нели, се читаат документите, треба Логорот да се нели кај што ги анализира. тренирале бил ваму во Јанка Пуста во Да. Унгарија, тоа е друго. Не бил во Будимпешта, во Јанка Пуста. Добро, реков во Унгарија, ја не реков во Бузија. Ја следам паралела Правиме вториот светски поредок и многу, значи пак треба да се Нема, внимава не. многу во тие компоненти, но де факто ако сакавме да создаваме близина помеѓу двата народи, помеѓу двете нации, ние требаше и пред се, нели како што бевме кореспондентни, да им овозможиме на нив да можат да ги развиваат нивните културни белези во Македонија. Но тоа мораше да биде по пат на реципроцитет. Тука е првата грешка. Вториот момент е што тие одбра сериозни имиња кои што директно се инволвирани значи во значи оној профашистички блок. И тоа исто така недозволиво. И ние како држава не можеме да бидеме нели лицемери и да не реагираме. Трет момент е што еве кога ние се обидовме да отвориме културен клуб во Бугарија, тој беше затворен за 24 часа. Тука Без согласувам никаква за провокација. паралелите. Да не зборуваме за 14 присуди во Страсбург, да не зборуваме за преку 18 во моментов процеси кои што се водат во Страсбург од страна на македонци против Бугарија за прекршување на нивните права по разни основи. И тоа се сериозни прашања. Мислам дека Одиме со пауза за реклами и вице треба да оди на доктор. иако ми тргна муабетот сега. После твоја провокација кој бил фашист, кој бил фашист? Абе, ајде се, Ајде. Ванчо фашист бил. мислам. Немало логори, имало логори, ајде одиме, ајде. Ниту имал СС дивизија, ниту било каде напишал профашистички текст, Не, ниту имал профашистичка пишувал, книга. Пишувал, Пишувал. Во раните Не, денови кога не на цела во раните. Европа го Во поддржуваше. најдоцните. Видете, или се Бил многу помалку фашист од британското кралско Не, тоа семејство не во ги тоа време. дискутираме. Еве сега Не, да ви кажам. не. Например, Значи- кралот Едвард бил многу поголем фашист од Ванчо Михајлов. Не е Ако точно, не си во сакате право. да- Сега па Не бил. си во право. Го и Нема ги крв како на рацете, салутира. нема крв на рацете тој човек. Нема ни нема Иван. крв на рацете, Ванчо тоа е има многу многу суштинско. крв на рацете. А кај е крвта на рацете на Ванчо? Многу, највеќе Тоа македонска што крв. архетип за непријател ние сме создале овде. Не дека ја го поддржувам Ванчо Михајлов, мислам на страна сето тоа. Не ние, не Но ние. ние сме Значи- направиле архетип на непријател во неговите очи и сега треба Не, да го не, возиме. Ќе ја довршиме, ќе ја довршиме И да вајдата, се- а инаку Прва светска точно е. војна Љупче ги направија тие антагонизми и нереализирањето на бугарските аспирации за сметка на создавањето на кралство Југославија. Одиме со краток блок на реклама. Професор, ќе се враќаме во студиото на Радио Лидер. Би сакал да ве прашам, вие сте дел од собранието подолго време. Понашо беше кршењето,
ги го казниле Крмов 9.000 евра, па сега се жали човекот. Многу пари биле тоа. Тоа се пари на даночните обврзници. И начинот на кој што тој го покажа својот циркуски маневар, морам да ви кажам и сакам јавноста ова да го знае. Јас сум убедена и тврдам дека тоа беше договорено помеѓу Левица и ДУИ да направат циркус. Целта беше повеќе слојна, но главната цел беше да се девалвира ВМРО ДПМН и нашата коалиција, да се создаде впечаток повторно дека ние не сме нели како што треба, дека тука има нели две паралели, тоест нели ДУИ која што е господар на Социјалдемократскиот сојуз и моментален на цела Македонија, и Левица која е така наречена вистинска опозиција и која ги артикулира потребите и нели го изразува револтот на граѓаните, што е комплетна монтировка. И тоа може да се види и внимателно ако ја следите, да прегледате целата седница и циркузот. Ние јас уште изутрината кога стаса во собрание ми беше во ходник кажано дека има инцидент Димча Пасиев ќе прави ќе крши, значи тоа беше веќе да речам договорено и најавено, само што на нас неверојатно почувам на себе пред се не ми се веруваше дека ќе се дозволи истото и целта беше на пример доколку било кој пратеник на ВМРО ДПМН не знам, турнеше чаша или не знам, или фрлеше не знам кутија. Не мора ни према нели председавачот на собранието, може и према некој од нели нас кои што седиме или било како. Ќе беше сметано за врвен вандализам, за декаденција, па повторно ќе си го изваде од джепо на 27 април да покажат дека нели ВМРО е насилно, не знам какво, дури терористи и така натаму. Тоа е, мислам, од авион се гледа дека е буквално злоупотребување и искривување на вистината. Како што ни 27 април не е насилство на ВМРО ДПМН, имаат имиња и презимиња и за жал тие кои што го направија сето тоа удобно си кохабитираат и со актуелна власт и си тераат понатаму животот. Така и овие од Левица, за жал би рекла тука прам дистинкција меѓу Крмов и Димча Пасиев, бидејќи Димча Пасиев е вистински мал, како да кажам, олигархиски вожд. Инаку честопати луѓе коментираат се шета веќе со телохранител низ градот, живее удобен шофер има, живот, да. Има шофер, има обезбедување, чудно како еден левичар таков голем чегеварист може да си го дозволи истото, додека Борислав Крмов му е маша во моментот и го злоупотреби, затоа и него го пушти да крши, бидејќи тој има употребна вредност, а Димче на одредени структури треба да им потрае. И уште еден аспект кој што треба ова да го земе секој еден во предвид кога се восхитува или му создава некоја импресија однесувањето на овие двајца пратеници, а тоа е како тоа Левица е опозиција во Република Македонија и борци за права и не знам што, а на локално ниво, во сите локални единици, каде што имаат членови во општинските совети, Левица е коалиционен партнер на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и на Демократската унија за интеграција. Тоа е клучното прашање кое што треба да го разобличи овој тип на љупчовисти, фрчковисти, такви микстури на карактери, хибриди, кои повторно во оваа декада сега се обидуваат на грбот на македонските граѓани да прават кариери политички. Да, имаше една ситуација скоро, кога на еден уметник му беше во град Скопје Точно. забрането Да изложува затоа што во описот на своите дела не го користел името Северна од музејот на град Скопје, кој го води кадар на Левица. Кој го води директор од Левица, станува збор за уметникот Зоран Шекеров, чие дело требаше да биде дел од инсталацијата што почнува утре и дефинитивно не е дел од програмата на изложбата која отвора утре. Шекеров бил дел од шесмината уметници кои претходно заедно нешто работеле по Италија, еден од попознатите, но затоа што не го користел терминот Северна. Левица е употреблива затоа што треба ВМРО ДПМН да биде во заложништво и да изгледа недоволно силно. Ова е политика на Левица. И тоа е вистината.
Тоа е целата вистина. Затоа што некој некел да го користи терминот северна, ќе го нарекува, не му пуштиле да Видете, биде на вчера коментира изложба. 2/3, правите нели кворум и ваму таму, а ние гласаме дадовме поддршка за закони кои што се однесуваат на загадувачите на воздухот. И со следниот пат Димчо Апасиев кој ќе излезе да зборува дека воздухот е загаден и не знам што дрн, тоа е веќе паѓа во вода, затоа што тој самиот не знае не ги ни следи точките на дневен ред, него не го интересира дневен ред и не го интересира парламентаризам. Ако видите овие 3,5 години, овие двајца пратеници ги нема на ниедна комисија. Ако ги видите на говорница, освен бласфеми и оној ефтин политички, популистички говор кој што го мислам, мене ми е комплетно дегутантен, бидејќи не само неискрен, туку и неавтентичен за ликот и делото на така наречениот лидер на левица. А со судска одлука, не на конгрес избран. И ворете и тоа, значи за мене лично како човек нека има што повеќе поразлични политички субјекти, нека има понуда и на тој начин ќе се гради и квалитетот и ќе се филтрира нели политиката, ворете тоа, за тоа се залагаме во плурализам и во развојна демократија. Но кога се злоупотребува истото и кога се прави од нели циркузијада и видите каква реакција имаше, зашто беше тоа Сетала Џафери си седна на место, го стави го Француски таму да председава, овие кршат, изиграва. Значи прво во природата на Крмов не е она што го правиш и тоа да, ја го познавам лично човекот, да го анализирате. Станува збор за еден, знаеш, пристоен дечко, фин, љубезен, културен, од окей фамилија, дури би рекол не ни од, како да кажам, не ни од нискиот слој, доаѓа од фамилија која има градежна фирма, успешен бизнис во Штип. Не мешал малтер како што збори, сега да се разберем, тоа е. Апсолутно, не мислам дека тој е употребен во моментов од и злоупотребен. Се самиот си се дозволи, го понал моментот, јас тоа го разбирам, но тоа треба да си го рефундира. Штетата што ја направи, ќе треба да си ја рефундира. И ќе треба сериозно не е проблем, значи имаат пари како фамилија, има градено прилично, имаат градено си направил проценка. По Штип, така што да. Она што мене многу ме загрижува е не само нискиот вокабулар и мислам бласфемите и вулгаризмите кои што ги употребува Димче за да се допадне и да биде нели препознаен како не знам каков борец. Во суштина, за жал, се надевам дека нема граѓаните да си дозволат на себе си уште една таква авантура со нестабилен лик за утре да нели биде трагедијата уште поголема по Македонија, бидејќи во однос на државните прашања јас би сум не само многу конзервативна, туку и ценам дека треба да бидеме многу внимателни во однос на политичката понуда. Она што особено загрижува е што тоа е класична демагогија која што ја продава. Тој живее удобен живот, живее во удобен стан, живее... Комшија ми е во... Мислам, и во рете, мене ми е мило што Димче успеа во животот, не знам како да ви кажам. Мене ми е Димче комшија, мада ја ќе го... Си има средства и сето тоа, и така треба... Ќе го напуштам малото наскоро, но... Дошол до мене ми е сосед. Но да продава демагогија по луѓе, да ги лаже децава, младината, дека он е не знам каков, не знам, социјалист, левичар, човек за работнички права, па тука, нели, да ги злоупотребува сите тие аспекти, па и на ова немаштија во која што живееме, и во нели другите бариери кои што ги имаме како општество и закоравените проблеми со кои што се уште се провлекуваат, да го злоупотребува сето тоа и да се представа нешто што не е. А истовремено е мизогин, значи лично сум била дел од напади негови мизогини, каков левичар е тој кој што не почитува жена. Второ, јас сум не само жена, јас сум колешка која што му овозможи да докторира на правниот факултет. А професорке, како му дадовте да докторира кога нема потврда дека познава англиски јазик и да ја прашува? Па не знам во документација административниот дел, но знам дека никој од колегите не сакаше да му потпише, бидејќи веќе беше, како да речам, со неговиот вокабулар прочитан во нашата академска средина. Имаше низа на инциденти, имаше низа на нелогичности кои што ги правеше и така натаму се однесуваше несоодветно. Мислам дека тоа многу допринесе да се создаде сликата и да не му се даде можност да влезе како асистент, но тоа беше еден момент, секако, значи,
Јас тогаш него го гледав како еден млад, бунтовен човек кој што има желба да учи и да се развива, со сите симпатии кон него, нели? Разочаран го најдов во ходниците на факултетот, беше крајно девастиран, ќе го изгубеше местото и на Штипскиот универзитет. Навистина не сакаше никој да му потпише. И тоа не зборам јас, 80 колеги од правниот факултет, прашете ги, ќе ви го кажат истото. И тогаш јас му понудив едно соломонско решение, тоест јас замолив многу мојата драга професорка и менторка да прифати. За кој стана збор? Професорката Поповска. Добро, Но јас да, молев, да. јас ја молев, жената беше резервирана, рече нема добар впечаток оставено меѓу колегите, колегите коментираат, немам ништо против, јас ова дете, што и таката е навистина професор, мајка на многу кадри, и еве ја правувам, можеби не слуша, навистина многу ја почитувам и многу имам научено од неа. Но јас инсистирав, ја замолив и сметав дека, нели, бидејќи Димче е голем левичар и борец, а јас сум, нели, десничар и пудлица, како што не нарекува и мене и сите колеги. Добро се, ја као левичар дури студирав, морам да ви кажам дека вие бевте совидено, иако важевте, нели, за десно ориентирана, но секојаш со нас левичарите се однесувавте прилично така толерантно, ви бевме интересни, забавни, добро друштво. Да ви пренесам едно позитивно мислење од моја страна, иако сме имале тотално различни политички гледишки, дури сме полемизирали, сме се расправале онака жестоко, но секогаш тоа завршувало добро на крај. Знаете како Љупчев, сите левичари во младоста, во текот на годините, како ќе стареат, стануваат десничари, така што јас само ги пречекувам моите идни соборци да не дас малку како шега. Ова може ке важи и за Димче Апасиев, може па него созревањето малку побавно му трае. Политичката кариера на Димче Апасиев почна во општинскиот комитет на УМС во Велес. И беше под менторство на Илија Димовски, можете да го прашате, или ако сака да зборува за истото. Го прашавме, ама не кеше да разговара. Да зборува, па не сака никој за своите неуспешни кадровски избори, не сака да го дискутира, прашавме, иако Илија е мој драг пријател, но многу добро знам. Значи, видете, секој има право да биде каде сака. Истото се однесува и на Димче, тука тоа воопшто не ми пречи. Решил да биде левичар и така натаму, нека биде. Не треба да лаже. Не може да лаже, да се представува нешто што не е. Не може да злоупотребува емоциите. И пак ќе кажам, ние имаме како општество многу проблеми. Не е тоа само муабет, чамче муабет, како велат. Значи, ние имаме економски, екзистенцијални, клиентелистички, секаков тип на проблеми, неизвестности, предизвици. Посебно околу кај младината има една голема несигурност, бидејќи, например, не секој сака да оди во партија и не секој треба да оди во партија. Да. Треба да одат тие кои што сака да се реализираат, да градат партиско-политички нели, главниот кариери. проблем кај нас е што во овој момент нема приватна иницијатива. Сега ќе кажам најискрено. Во моментов многу малку млади луѓе се борат, сакаат да и гледаат шанса да основаат свој бизнис овде, да работат приватно. И ги разбирам и поради тоа, затоа што во вакви сурови политички услови вие не е можно да функционирате пазарно, знаете. Овде ако не ви прогледаат низ прсти од УЈП, ако не ви дадат тендер, вас ќе ве угуши се, вашата конкуренција е немилосрдна и е прилично политички вмрежена. Тоа е главниот проблем. Тоа е главниот проблем. И ние сме држава без приватна иницијатива. И сега некој нас не убедува дека наместо тоа, наместо да бидеме држава на стартапи, да бидеме држава на мали бизниси, да бидеме држава на иновации, не убедуваат Крмов и Апасиев дека ние треба да бидеме држава на бирократски јавни предпријатија кои утре некој ќе ги ограби. И тоа е оно што мене ми пречи, ги се обидувам идеолошки да полемизирам со нив, они се ќе правеле државно да биде. Мислам, што да ви кажам се, како? Ама тоа е исто голема како лага. Заврши тоа се што беше државно? На крај заврши со Свето Јаневски, со Штерија Накол, со олигарсите во Македонија. Се слуша, не знам дали е вистина. Јас не би сакала невистини да коментирам, ама ете се слуша и често пати низ кулуарите ги слушам истата нели мантра, дека и дел од овие олигарси сериозно се прилепиле до него. Зошто? Затоа што виделе погодно тло. Виделе погодно тло. И, видете, не е страшно да ви искешираат 1, 2, 5, 15, 40 милиона,
што се тоа за нив ако заработат 5 пати повеќе од вас? Додека вие правите раздор во македонското општество, додека не скарате со сите на запад, додека создавате впечаток дека создавате ниска политичка култура, тој впечаток дека немаме политичка култура. Неговиот вокабулар нема понуда. Направете еве паралела меѓу Мицкоски и Димче Апасиев. Значи направете паралела значи видете како разговара Мицкоски, како разговара Димче Апасиев. Кај Димче Апасиев се чита и фрустрација, и манипулација, и значи тој теоретски нешто контемплира, ама фактички ова што го кажувате, тоа во реалноста е веќе проверено дека е пропаднат проект. Ама делува и нигде не успеало. Дури и лажат се отворено, лажат они ќе го правеле кинескиот модел. Значи во Македонија кинескиот модел е капитализам, но Кина денес е успешна поради капитализам. Така е. Значи Апсолутно. господо драге, затоа што Кина не се меша во парот, нели, во делот зоните, во делот градовите, како што е Шангај, како што е Гванжо, како што се уште неколку други, даноците се минимални и нема работнички права, господине Апасиев. Таму да работничките права во Гванжо се као во концлогори да работат тие луѓе. Немаат работнички права во Кина. Да, пример Димче Апасиев во Кина не би траел ни еден ден. Значи не би траел. Не би бил воопшто во ниедна смисла не би бил прифатлив. Значи восхитувањето со тие вака системи кои што се толку далечни од нас, и културолошки, и суштински, се, мислам, и па и тука ќе видите големата лага. Нека Зашто најдат не направи паралела со Франција? Франција има развиен социјализам. Или со било која европска земја која на жените наместо 9 месеци им го прави да биде, еве тоа и левици и десница сите би се согласиле породилно да не биде 9 месеци, да биде 15-16 месеци, да биде 2 години ако треба. За да може и жената и фамилијата да се вратат сите во една нормала. Во една нормална. Треба барем до 3 години да биде својата мајка. Значи, окей, не може 3, ама барем да дадат. Вие сте мајка, сте градели кариера и се во исто време. Ужасно е тешко и тоа. мислам, многу е тешко. Ја имам сопруга која во моментов нели ни сето тоа и го гледам и јасно ми е. И мислам дека и левица и десница тоа би се согласиле. И што би се согласиле дека наместо да бидат колку што е платата да биде по породилното, па државата нека субвенционира 15-20% плюс од платата да отиде. Нека има некакви подобри нели услови за сето тоа. Еве ви една и левичарска што би ја прифатила десничарска политика. Каде е левичарската политика, еве на пример која ја има во Велика Британија, а тоа е во центрите на големите градови да не влегуваат автомобили кои не се електрични. Односно треба да платите огромен пенал за возите ни околу 50 фунти, небитно 100 колку е, за да влезете во центарот на Лондон. Тоа е левичарска политика. За Скопје со трамвај, кој што нема и центарот на градот ниедно возило, освен такси. Од левичарски градоначалник на Лондон е тоа донесено. И сега во центарот на Лондон можете без да платите ужасно многу, можете да се возите само со електричен автомобил. Или пак, не знам, се ќе ви кажам милион вакви примери. Данок на луксус зошто не предложат. Пример, за секое второ возило во фамилија да треба да платите двојно повеќе за осигурување, затоа што е луксус. Љупче, значи тој левичарска политика. Тој човек застана со Зоран Заев и со Радмила Шекеринска и дивееше по Скопје, шараше, пукаше, ја ви дадов, се глупираше. Во секунда од глава ги извадив во моментов 3-4 левичарски политики. Отиде во специјалното јавно обвинителство со Катица Јанева барабар за пари да процесира политички прогон да врши поранешни функционери од ВМРО ДПМН. Значи, потоа се скара и таму, бидејќи тој проект не може да трае, тоа беше наменски проект. На сите ни беше јасно, само се чекаше времето кога ќе се затвори клучалката и одеднашка тој станува, пак ќе ви кажам, опозиција на опозицијата во најдобри релации со својот стратешки партнер Демократската унија за интеграција. Што ви зборува тоа за тој конструкт? И што тоа и носи на Македонија? Јас сериозно мислам дека таквиот начин на политичарење и таквиот начин на злоупотреба на политичката волја, значи представувањето на демагогиите кои што ги продава
еве на пример тоа со Хамас што го направи со тој ден кога беше нели со марамата на како Јасер Арафат кога излезе на говорница да не навредува сите, значи видете во неговиот вокабулар еден полуспецијалист психолог може да даде сериозна диагноза. Јас прашав неколку стручњаци после тоа да ми дадат анализа јас разберам неговиот начин на функционирање. Во тој човек има фрустрација. Тој не почитува никого. Човек кој не почитува никого не се почитува ни себе. И таков човек е одлично за употреба на сивите еминенции, на олигарсите и на сите оние кои што не сакаат да видат Македонија во Европска унија. Не сакаат да видат развиена, зашто им треба како феуд за да може да iscrпуваат и да ја грабат и да ја уништуваат, а не за да ја унапредуваат и да ја развиваат. И тука е главниот проблем со таквите луѓе како него. И неговиот век ќе заврши кога тогаш политички. Но да се надеваме дека нема да му се дозволи да направи, да има можност да направи непоправлива штета. Видете, и самиот пасив е грешка на македонскиот систем. Доколку не имавме реално судство, доколку немавме корумпирано судство, тој никогаш немаше да стане председател на левица. Со другарката затоа што кога имаше внатрешен конфликт во Зоран Заев интервенирал, тоа го знаеме сите. Во левица, кога буквално насилно и менјаше брава, тогаш мислам дека носител на функцијата беше има хоризонтална поставеност, но формално правно мислам дека Джелјан Велиу ја представуваше левица, една навистина многу фина културна девојка. И ја сум ја интервјуирал, мислам дека од Битола, нејзиниот татко е еден од поголемите албански интелектуалци во земјава, Плюми Велиу, Оджа од Битола и огромен македонски патриот. Не знаете колку ја сака земјава, сум го запознал човекот. Таа мислам дека беше како овластена пред државата, но Димитар Апасиев брутално ги украде печатите, ги украде се, па потоа имаше еден судски процес кој траеше и не фалсификатот на Апасиев кој направи фалсификуван конгрес на партијата на кој Здравко Савевски зборуваше за тоа. Излезе на нека телевизија, не се сеќавам каде. Да. И Здравко беше од таа екипа која Здравко го изгора, тој е левичар. Тој е постав колега политиколог наш, а тој е левичар. Вистински левичар, исто искрен и тежок карактер, ама не е фрустриран, не има своји убедувања и стои за своите аргументи, што е сосема. Ама тежок карактер сепак, но во секој случај не е човекот. Не е расипан човек. Не е ваков. Не. И буквално им ја украде партијата со фалсификуван конгрес кој самиот го куцал на компјутер и го удрил печатите кои ги украл од партијата и тоа му помина на суд. Љупче, ако ми дозволиш. Значи, тој го критикуваше европскиот кредит трансфер систем која направивме нели промена во студирањето во студиските програми и прв магистрираше по истина. Тоа е антагонизам и таа демагогија негова. Тој пишуваше на моите колеги, на сите нас ни пишуваше дека сме идиоти, додека беше демонстратор на правниот факултет. Значи се јас вас да ви се обраќам со идиот. Значи или со други погарни зборови. Мене лично ме исцу пред цела сала на собрание. Зошто Талат Џафери не реагираше? Си седеше и си гледаше. Со најпогрдни зборови, со најниски зборови, мојата мајка ја навредуваше. Мојот професионален бекграунд го навредуваше. И мене како жена ме навредуваше. Зошто? Зашто му реков, пака со овој тон, немој Димче да правиш политичка печалба на смрт на деца. Треба да знаеш каде е границата. И јас пак ќе го кажам тој, јас верувам во тоа и така мислам. И нема право диктаторот Димче Апасиев мене да ме цензурира, ниту па да ме труе со неговиот отров, кој што е комплетно промашен и не е искрен. Тоа предизвика лавина на вулгарности и реакции кои што, мислам, на што личи тоа? Замислете го утре Димче Апасиев во извршна власт. Така ќе се однесува, ќе дојде, например, еве, бугарски представник или европски представник или било кој од надвор. И тој нешто нема да му се допадне во приказката и ќе почне да крши, да диве, да скока на маса како орангутан. И ние тоа треба да го дозволиме. Професор ке негде не гази времето, гледам, се насмеав малку од една друга работа, видов, има пратеничка иницијатива за изменување на законот за игри на среќа и забавните игри. Нашата цел е со овие измени дел од парите кои се влеваат во државниот буџет
преку игрите на среќа да се наменат за зачувување на нашето домашно македонско културно наследство. Тоа е комплетно, и тука и ова е демагогија, ќе ми простите, јас сум и се шегува против. Богдан Илиевски вели што ќе биде вика кампањава, вие не сте коцкар, вие сте Индиана Джонс. Да. Во секој ќош веќе има коцкарница. Значи, тоа е таква злоупотреба. Дури вчера слушнав некој од колегиве од ДУИ, па да имало конкуренција. Мислам, каква конкуренција бе, луѓе, да има конкуренција во развој на претприемништво, во образование, во подобри, во културни политики, во коцкарници вложуваат. И тоа е сериозна работа со европско знаменце. Конкуренција во декаденција. Тоа нема никогаш, поддршката наша нема да добијат за таквите закони, и истите закони ќе бидат ревизионирани кога ќе дојдеме на власт. Ви благодарам, професорке, почитувани слушатели, останете 107,4, добра емисија ова утро имавме со нашата секојаш драга професорка Иванка Василевска. Едно од гостите кои секојаш добро ни праќаат на YouTube, а ние од YouTube живееме. Благодарам на поканата и имајте убав ден.